Билјана Јанкуловска ни е веќе во студиото, ја не јавивме со Марча Сабајла, не си ни више познаник, не си ни соработник, туку си ни другар. Веќе сме ептен другари. Билјана, здраво, добре ни дојде, вака и официјално си направивме муабет зад камери, мислам дека доволно е тоа само да го раскажеме пред камери и доволно би било за тоа како помина годината за Cineplex, нели, и во киносалите во Македонија и што планирате за овој зимски период, заради тоа што зборевме загадено е надвор, за никаде е, па веројатно убаво место каде што ќе направиш некаква одишка за себе самиот и да заборавиш на сите маки проблеми е кино. Зимските месеци се секогаш, барам во Скопје, места каде што не можеш нешто многу да направиш надвор, на отворено, воздух, хладно. И нема некои многу активности за надвор, па кино е едно од местата каде што можеш да поминеш неколку часа квалитетно на топло, со чист воздух и добра забава. Со сите филмови што ги нудиме на репертоар. Да. Ми кажа дека си знае во однос, мислам, предпоставав дека Cineplex секогаш нели нуди добра програма и со тоа има и луѓе кои што сакаат да го гледаат тоа. Но невозможно ми беше она со 31 декември. Да им кажеме на луѓето дека и на 31 декември, значи ден на нова година, во кино има многу влезници продадени. Да, тоа е, мислам дека настана некоја како традиција, да речем на скопјани, гледајќи ги бројките од другите кина низ Балканов каде што имаме пристап, Скопје оваа година изминатата имаше најголем број на посетители на 31 декември. Што гледаат тогаш? Што гледаат? Најчесто се семејни филмови, детски филмови, да, затоа што еве сега оваа година беше недела и некако и се друго беше или затворено или гужва, еуфорија и кино беше некако мирно. Знам како било, мајките оделе по бутици и долу да па из пазарот, татковците со децата биле горе на филм. Да, тоа е чиста слика за викенди. Колку влезници беа продадени само за? Околу 260. 260, што е некаков рекорд за тој ден. Не, па да, годинава со тоа што работиме со скратено работно време, значи не работиме фул тајм, така за 4 часа е топ. Добра бројка. Како поминаа зимските месеци, нели овие? Мислам, како помина крајот на годината, да речеме, во однос? Супер. Декември е секогаш посетен филм, што од групи училишта, што од родители што сакаат да ги изненадат, израдуваат своите деца, па и од самата понуда на филмови. Значи го имавме Биби и Боби, синхронизиран македонски бренд кој што веќе сите го знаеме и сакаме и филмот едноставно си створи своја публика и децата што пораснале со Биби и Боби пак доаѓаат, имаат некоја носталгија да го гледаат и тој беше филмот што Ептен ни го одбележи и распустов и исто така новиот филм за Вили Вонка. Интересен филм за малку поголеми деца, ама и за нас. Иако е мюзикал, сепак беше супер прифатен од публиката. Добро. А во месеците, на пример, кои се топ 5 најгледани за минатата година? Веќе имате сумирани? Да, веќе имаме и објавено и пратено репорти. Најгледан филм е Барби, значи убедливо и на светско ниво и кај нас и на цел Балкан Барби манија не на одмина. Втор е Аватар. Од минатата година си го влечеме и мислам навистина беше феномен зашто се правеше 13 години тој филм и конечно излезе во кино и беше супер маестрално дело. Опенхајмер тука е на трето место и нешто што за прв пат се случува во Cineplex од кога отворено во Скопје. Македонски филм се најде во топ 5 најгледани филмови за изминатата година, тоа е Те дуажи ми мене. Интересна независна комедија што супер помина кај посетителите. И на пето место е Супер Марио. Супер Марио? Да. Носталгијата Ептен си го повлече Ептен. Да. Кога сме кај овој македонскиот, ајде да направиме мал муабет за тоа. Значи, имам повеќе филмови кои што минатата година беа во Cineplex и доживеа свој премиери. Како според тебе публиката? Значи, освен Те дуажи ми мене, како реагираше на другите? Па, во однос на другите македонски филмови исто беа гледани, меѓутоа публиката овој пат повеќе сакаше да гледа комедија, иако и другите филмови беа одлични со супер тематики, дојдоа во супер период, меѓутоа публикава повеќе беше наклонета кон комедија македонска, затоа што одамна немаме видено македонска комедија. И затоа преферираа да го гледаат тој филм, што не значи дека другите не беа ни добри, ни не гледани, меѓутоа овој некако се истакна само заради жанрот што беше понуден, што одамна еве како што спомнавме Балкан Кане, последната комедија што и на двете ни текна во ист момент. Има и други во текот на годините, меѓутоа комедии што се издвоиле
Така. И затоа и тоа Тогаш да е им кажеме на популирано. режисерите да ги повикаме да прават и комедии. Времево ни е такво депресивно, ни треба никоја комедија. Да, Сашко Куцев со неговиот филм Нешто словеничкиот сладко? Нешто сладко убаво кажа дека он не прави филмови за фестивали, он прави филмови за луѓето во кино, значи комерцијални филмови. Токму тоа е, мислам дека делот што можеби нас моментално ни фали во македонската кинематографија. Верувам дека ќе се работи на тоа и да се промени со позитивни примери како Нешто сладко, Те дуажи ми мене и сите останати комедии, на пример и Исцелител, еден вид на комедија. Така. Исто филм што направи супер бројки во годината кога излезе и се уште луѓе го гледаат и го барат и го зборат, го така. цитираат со интересни квоти. Така што мислам дека треба да се посвети некој дел на комерцијалните филмови. Ајде одиме сега на Барби приказната за да не ја заборавам. Да. Ти кажав нели во на наше време некогаш кога не имавме можност таква убава како сега што има Оскаровците или оние кои што се нели за Оскар филмови да ги гледаме пред да се слушат Оскарите, туку ние тогаш во киноцентар тогашното ги чекавме 2-3 месеци пред тоа, па тоа беше како на Великден дотирани за во киноцентар, па тамо нели се прави, таа беше некоја магија на кино и ми кажа дека таква една магија создаде еден филм минатата година. Да, Барби, значи розовата мања не наодмина и нас. Кога ќе завршеше нека проекција на Барби, сите беа распродадени. Розова река се случуваше во Сити Мол, значи од сала кон Сити Мол, едноставно сите беа во розово облечени, машки, женски, млади, пустари. Имавме една интересна случка со едни баба и дедо што си ја носеа внуката на филм. И тие во розово? Тие беа облечени од глава до пети во розово и ги прашавме, внуката ја носиме, мора да се спочитува дрес кода, затоа што така беше и некако и низ цел свет неофицијален дрес код, цел да бидеш во глава од пети во розово и си да го почитуваат тоа. Така е, да. Кога сме кај новата филмска понуда или што е она што ќе може да го гледаме, еден од филмовите повторно доаѓа од соседството и како велиш и самата не само во Русија, туку руши рекорди и во Србија веќе. Да, Милош Биковиќ е сега актуелен нели заради неговиот приватен живот. Исто така тој е еден од најуспешните актери во Русија, значи со многу голямо следење и многу голем број на филмови и филмски проекти за него. И овој сега филм што го има Слуга 2, втор дел на Слуга 1 од 2019, во Русија веќе има 25 милиони евра заработено, што е бројка за еден таков филм, да, ептен за почит. И моментално е најгледаниот филм во Србија. Тој ќе ни биде на репертоар од 18 јануари, значи од овој четвртак сега, па комедија е, интересен е, Милош Биковиќ е во него, очекуваме да помине супер, затоа што и првиот дел беше многу лабава комедија со добра поука и со интересна актерска постава. Кога сме кај поуката, може ли да кажеме збор 2 за сите оние кои што можеби не го погледнале како провокација, заради тоа што интересно е приказната? Да, значи првиот таглайн на првиот филм беше од крал до кал. Значи ликот на Милош Биковиќ беше вообразен, арогантен, богат аристократ, кој што се однесуваше многу грозно со сите негови поданици. И за да го научат на лекција, го враќаат неколку стотици години назад во времето, каде што Ама слуга. Да, од крал станува слуга и е приморан тој да живее како што тој ги третирал неговите слуги, да. А во вториот дел пак приказната е свртана обратно, значи сега Милош Биковиќ, неговиот лик, тој што ја подучува помладата негова пријателка, како она треба да се однесува со своите поданици, со своите вработани. Така е, да. Кога сме кај вакви ликови како Милош Биковиќ, нели ти споменав, можеме само да зборуваме за тоа како не изгледа некој кога го гледаме на телевизија. Не сум имала прилика да го запознаам, а ти имаш можности такви ликови да ги запознаеш. Велиш во првата прилика не беше добро времето, рибникари, сето она што и се случуваше на Србија. Но во вториот пат е некако поинаква приказната. Милош Биковиќ е голем професионалец и кога е дојдан да се изработи задачата, ја завршува без никакви поплаки. Тоа кажува што првиот пат кога дојде во Скопје, 3 часа се сликаше со фановите, стоеше, не мрдна ни за пауза, ни за вода, ни за било што, седеше и се испослика со сите што беа застанати во ред. Со сите новинари направи интервју, со сите што му побара даде автограм, се сликаше, значи не врати никој, дури кога вечераше,
му доаѓаа луѓе, иако обезбедувањето беше околу него, тој беше како не, јас сум сега дојден за нив, ќе се сликам, не ми пречи. Меѓутоа беше резервиран заради неубавите цени. Неубавите настани, мислам дека сите српски актери во тој момент беа погодени од самиот настан, а и ние тука, да. Меѓутоа сега заслуга е скроз опуштен, скроз насмеан цело време. Мислам, многу е така неформален. Мислам, се качуваше на сцена, си правеше смешки со публиката, со водителите, со сите. Веројатно има и улога тоа што и му се роди син сега пред неколку дена. Така што, меѓутоа можам да кажам дека моето искуство со него беше позитивно и дека јас ќе го паметам како навистина голем професионалец. Да. Кога сме кај она што треба да им кажеме на можеби нашиве луѓе кога прават филм, дека треба да се внимава и на онаа комерцијална нота како потоа да се продаде целата приказна, нели? Како, нели, ако имаш некој добар актер. Да речеме можеби те дуа жими мене да го имаше Игор Џамбазов или некој од актерите внатра на некое сликање или нели на оваква, тогаш ќе беше уште подобра приказна. Игор Џамбазов беше на премиерата, а меѓутоа не сакаше тој да биде центар на вниманието затоа што филмот беше и актерската младата актерска екипа како Атанас и Никола Козилов да дојдат до израз и тоа и се случи. Затоа што мислам дека треба време е да почнеме младите актери да ги издигнуваме и да ги ставаме на пиедестал затоа што се навистина одлични. И тој тоа го свати и така и го направи. Потребна е, од кога ќе се сними филмот, потребен е добар маркетинг за филмот и добра една разработена кампања и стратегија како да се продаде филмот. Не е само да се сними, потребно е да се работи и што откако ќе се сними филмот. Да, тоа добро го знаат и србите и албанците, така? И Албанија е Албанија одлична. и Србија моментално се можеби и водичи во хиперпродукција на филмови, серии, реалити шоуа, телевизиски емисии, значи тие ги создаваат нивните звезди и потоа ги лансираат, прават франшизи од нив. Значи ги прават и пејачи, и актери, и водители и Ми спомена за двајца од нив кои што патувале дури 7-9 часа колку ми кажа за да стигнат. За последниот филм 5 пати не е албански филм, главните актери, иако патот од Тирана до Скопје не е толку долг, сепак наидоа на неколку проблеми и не се откажа и покрај тоа што има проблеми со возилото и со времето. Стигнаа после 7 часа, се слика, значи седаа околу 3 часа во сала со сите што сакаат да прават муабет со нив, да се сликаат, да им кажат некои искуства, да им пренесат некои интересни информации. Значи, тоа е она што треба да се створи, да го научиме. Да го научиме. Така и ние како не само тие и србите исто. Сега на пример премиерата на Џеј, ние веќе сме во договор со актерите на филмот да дојдат и да го промовираат. Значи, тоа е еден дел што они го имаат како барање кога има српски филм на премиерата од тој калибар. Глумците, барем неколку од нив да бидат присутни на премиерата, на првото прикажување пред македонската публика, за да можат да се запознаат, да се сликаат и едноставно да ги видат, едноставно да ги видат кои се тие што нивниот омилен лик на пример го доловиле на екран како еве сега Џеј и глумецот Хуса. Хуса велиш дека е познат лик во некое друго време за некој дел од публиката на Балканот, да речеме, и во Србија. И веќе се распродадени сите? Да, во Србија за неколку часа се распродадоа. Ние имаме таму 8 локации и сите премиери се распродадоа за неколку часа. Значи Џеј е икона во Србија. Филмот е супер направен, значи дури слично како Тома што беше направен. Глумците се фантастични и самиот Хуса слика прилика на Џеј баш на вистина, и неговите движења ги има, и неговиот лик, и пеењето, и зборувањето. Мислам дека ќе биде супер филм, хит филм, особено за онаа генерација која што има пораснато со неговите песни хитови. И оној вид на носталгија што те влече за старото добро време го има во филмот. Така е, да. И она што е како податок, нели дека потеклото на Џеј е некаде од Македонија, па потоа неговата приказна станува уште полоша од се што неговите можеме. родители се од тука, се уште мислам нејасно дали е роден тука, па преселен во Белград или роден во Белград. Меѓутоа има потекло од Македонија, тој е растен со својата баба, откако бил напуштен од своите родители и таквото тешко детство му било мотив плюс да стане тоа што Неделја се вика филмот, Недела на македонски. Добро, тоа е еден од филмовите кои што ќе го видиме веќе е во превод.
Веќе е завршен и титлата е чекаме готово, све? готово. Се е средано, чекаме да дојде 25 јануари. 25. Да, билетите ќе бидат наскоро денес или утре пуштани во продажба и очекуваме да биде интересна премиера. Така е, да. Да. Ајде да најавиме уште некои од оние инсерти кои што ни ги прати. Да, февруари ќе биде месец на Дюн, Дина, вториот дел излегува и се враќаат младите актери кои што се сега во моментов популарни на големата платна. Филмот е режиран од Денис Вилнев и мислам дека ќе го надмени првиот дел и по гледаност и по приказна. Тој ни доаѓа на 29 февруари. Се уште сме во преговори за филмот за Боб Марли. Се надевам дека ќе успееме да го донесеме, затоа што и тој мислам дека има нека интересна приказна, миротворна приказна која што можеби на сите ни треба во моментов. Скопје е единствениот град каде што се слави Боб Марли Дей така религиозно во изминатите 20 години. Мислам дека имаме нека поврзаност со него. Да, Мислам нека нишкав натре во нас. Да сакаме да славиме, така да кажам, да. И оваа година ќе има доста анимирани детски филмови, што минатата година не беше случај. Минатата година повеќе се даде внимание на оригиналните филмови како Опенхаймер и Барби. Оваа година имаме детски филмови, значи Гарфилд, имаме еден нов филм што се вика Замислени пријатели. Аз зборавме за замислените пријатели, да, за сите како мали што сме имале некои замислени пријателчиња што само ние сме ги гледале, одеднаш оживуваат и се присутни во нашиот секојдневен свет. Интересен филм со супер глумачка постава, потоа го имаме Миньони, Despicable Me, четврти дел. Муфаса, Соник, Lord of the Rings ќе биде анимиран филм што е многу интересен. Навистина? Да, и ние едва чекаме да видиме како тоа ќе биде. И секако најголемиот филм што сите го очекуваме Джокер 2. Да. Ама Джокер 2 има уште еден лик кој што веројатно ќе ги напомни. Леди Гага и филмот ќе биде интересен спој на мюзикал, драма, трилер. Тоа мюзикл со драма, трилер и Джокер прв дел не ми е јасно ништо. И мене не ми е јасно, ама визијата на режисерот веројатно ќе биде доловена супер и ќе видиме како ќе изгледа. Леди Гага си покажа дека одлична е и како актерка, така што знаеш што прави. Верувам дека ќе биде тоа добро нешто што треба да се погледне во кино. Што се однесува до тоа дека ги научивме и скопјани и сите кои што доаѓаат во Скопје за да погледнат добар филм во такви убави киносали, нема веќе проблеми околу тоа, телефони, мобилни, звони, зборува. Секогаш има. Секогаш има по еден некултурен? Па да, мислам намалено е, на минимум, ама секогаш има. На некој што ќе му задзвони телефонот, некој што ќе се допишува за време на филм. Меѓутоа некако порано. Добро, ќе ни треба уште некоја година, веројатно. Да, сигурно. Да, сите сме под некој стрес, веројатно немаме ни време да исклучиме. Но во такво време живееме каде што телефонот ни е едноставно залепен за рака и мора во секој момент да бидеме информирани што се случува, кој ми пиша, зашто ми пиша. Тоа е едноставно нормален дел од животот. Така. Вработените кога имаат можност да ги погледнат филмовите? На таа затворена? Кога сакаат? Не, пред сите зборувам, пред сите само одреден број на вработени можат, тие што се одговорни да ги средат филмовите со македонски превод и да ги тестираат дека се во ред. Тоа обично се случува неколку часа на самиот ден на премиера. На самиот ден? Да. Затоа што сите филмови се со дополнителни заштити да не протечат, да не излезат пред премиера, затоа што ние во Македонија па ги гледаме филмовите еден ден пред Америка и сам Америка е многу поголем пазар од нас, така што се презимаат сите мерки на безбедност. А меѓутоа тие тројца што не се обучени за тоа, се тие тројца што може да ги гледаат филмовите пред сите, а ние останатите на денот на премиера. Стварно, и кои се тие тројца? Едниот го знаете, Марко. Да, Марко е менаџерот на кино и воедно одговорен за средување на филмовите и неговите две асистентки, Маја и Маја. Две Маја и Маја. Значи 3 Трима. Супер, да. И потоа кога излезат, вие другите прашувате како беше, што беше? Ние другите само чекаме да не ни кажат спойлери, да ни кажат дали е добар или не е добар и се собираме најчесто еднаш месечно да гледаме некој од филмовите заедно. Заедно се собирате? Да, супер. Да, тоа ни остана традиција уште од почеток на киното кога се отвори, барем еднаш месечно се собираме сите да изгледаме некој филм. Супер.
Супер. Да. Мислам дека вака некако заокружуваме, дека ги кажавме горе-доле сите работи. Уште Значи нешто? 2024 ќе биде многу поплодна со филмови, затоа што сите што беа одложени во изминатите 3 години заради штрајкот на Холивуд и актерите, заради корона, нели? Да. Некако сите си го најдоа својот термин сега. сега во 2024 и од можам да кажам од мај до декември секој четврток ќе има по една голема премиера. Ќе биде доста зафатено и ама ќе биде интересно. Ќе биде забавно. Да. Да. Остануваш ти како наша другарка Секако. од тамо, така. Да. Поздрав до 3М, Поздрав. едното го знаеме, другите две Другите две да. мајки ги запознаеме и сами остана уште да ти посакам срекна нова, не сме се видела. Ова е мал благодарам. подарок од Фала ти Телма до тебе и поздрави го целиот тим. Се надевам дека благодарам. ќе остане оваа убава соработка. Ми се чини Исто дека јас, да. на овој начин нели и ги информираме луѓето Да, и се забавуваме заедно и гледаме нешто што треба И да се види. учиме едни од други. Така е, така е, да. Јана, ти благодарам. Убава година, успешна. Значи ти нема да одмориш од мај. Од мај особено? Не, планот го Да не те гледаме. бараме. Значи гледаме кој кога ќе оди на одмор, јас во декември. На нека тропска локација. Да. На Малдиви? Ќе видиме. Да. Фала ти многу.